Трајновски ги слушнавме издруженијата на пациенти, оние кои се занимаваат со проблемот со диабет и веста дека се скратени милиони евра од програмите на Министерството за здравство за оваа болест, за набавка за инсулин и за други работи кои се поврзани со болеста. Кажете ми сега, според вас, се работи ли за системски проблем, поради кој доаѓа до кратење на овие средства, или едноставно се работи за немање на доволно пари во можеби и на други владени програми, па сега се релацираат средства од други гранки кои според владата и министерството се сметраат за помалку важни? Па видете, проблемот дека е системски, тоа е повеќе од јасно, затоа што сите програми кои што се за здравство треба добро да се испланираат со години уназад, за 5-10 години унапред, за да на некој начин се постави една рамка која што треба во да се следи со тековните случувања во здравството. Инаку пари во здравството секогаш ќе недостасуваат и ќе фалат, и тие треба на некој начин да се обезбедат преку програми кои што владата ќе ги изработи, но за сето тоа да биде како што треба, треба на крај крајава веќе компетентни луѓе да почнат да го водат здравството, за да можат овие работи, тоест проблемите кои што надоаѓуваат секогаш, да се сведат на минимум, за што помалку македонскиот граѓанин да на некој начин да кажам да трпи. Добро, кога се прават овие програми, овие стратегии на Министерството на владата, кога се прават овие прераспределување на средства од едно во друго, дали мислите дека институциите сметаат дека тука на крајот на краиштата сепак се работи за луѓе, за пациенти кои тие кратење на пари ги осеќаат? Видете, хуманиот аспект секогаш треба да е на прво место, затоа ви реков, тие кои што го водат здравството и кои што во иднина ќе треба да го водат, значи исклучиво компетентни особи ќе мора да се наметнат на некој начин, затоа што видите овде се работи за луѓе, за живи суштества. Тука не се работи за бројки. Тие кои што сега моментално го водат, на некој начин пластично ги гледаат работите и затоа наидуваме на вакви проблеми. Значи треба компетентни луѓе кои што ќе бидат отворени да можат да разговараат за секој проблем кој се однесува на здравството во Република Македонија, да разговараат со професионалните организации, да разговараат со лекарската комора, со фармацевската комора, со стоматолошката комора, со Македонското лекарско друштво и со сите други професионални организации кои што ги представуваат пациентите, тоест граѓаните на Република Македонија, во зависност за што се работи, тоест за какво заболување. Па да, еве тука и организациите кои се занимаваат со проблемот со диабет се жалат и на недостиг на комуникација. Трајновски ви благодарам за разговорот. Благодарам на вас. Анета, тоа беше разговорот со Методија Трајановски околу овие проблеми. Се надевам дека понудивме некои решенија и анализиравме за дел од работите за што се случуваат.